Добар ден, многу поздрав на сите. Еве конечно петок, последно издание на Круг на знаење за оваа работна недела. Петокот е ден кој сите со нетрпение го очекуваме, едноставно затоа што му претходи на викендот. За крај на денешниот работен ден еве можност малку да се опуштите, да се забавувате и да научите нешто ново во уште едно издание на најгледаниот македонски квиз Круг на знаење, во кој што денес по четврти пат на надпреварувачкото столче седи идниот лекар по медицина Никола. А Никола денес на спротивната позиција има шармантна противничка. Радица е надпреварувачот број 2. Имаме двајца млади надпреварувачи, полни со знаење и секако со желба да одговорат што повеќе точно во 5 игри што ги имаме. Се надевам дека имаме и верна публика која ќе биде со нас до самиот крај. Започнува уште еден круг на знаење. Додека Никола и Радица се подготват за првата игра, да ве поотсетам на телефонскиот број на кој што сите заинтересирани може да се пријават и да ни се придружат како учесници во квалификациите во актуелниот циклус. 3094-993 е телефонскиот број, а нашата мейл адреса е tomato@tomato.com.mk. Сега веќе можеме да преминеме на играта број 1, играта замка, во која што на 10 прашања со да и со не, што повеќе точни одговори ќе треба да ни дадат Никола и Радица. На двајцата млади надпреварувачи им посакувам многу среќа, па да видиме како ќе одиграат во играта број 1. Еве го првото прашање. Вимблдон е единствениот Гренслем турнир каде играчите и публиката имаат посебен дрес-код на облекување. Да или не? Точниот одговор е да, првите два поени одат кај Радица. Вимблдон од секогаш бил различен во однос на сите други тениски турнири. Надпреварувачите мораат да носат исклучиво бела спортска опрема, дури ни апликации или реклами во друга боја не се дозволени. За гледачите се подразбираат пантолони, палто и вратоврска. Меѓутоа, поради високите температури во последните неколку години, ова е малку облажено, па може да се носат кошули и маици со крагна. Сепак, доколку се појавите во фармерки, тренерки или шорцеви, бидете сигурни дека ќе ве вратат од влезот. Прашање број 2. Иако стана популарни во светот на 90-тите, музичките компакт дискови се измислени во 1960 година. Да или не? Точниот одговор е да. Татко на популарните CD-а е холандскиот физичар Клас Компан, кој во 1960 година дошол на идеја да стави оптички музички запис на стаклен диск. Пронајдокот го патентирал и пријавил во компанијата Philips, но поради доминација на винилските плочи, комерцијалното производство е одложено полни 20 години. Првото музичко CD е произведено во 1981 во соработка на Philips и Sony, а на него бил снимен албум на музичарот Били Джоел. Прашање број 3. Иако се повеќе живееме во информатички свет, 781 милиони од возрастното население на земјата е неписмено. Да или не? Точниот одговор е да. Според статистиките на УНЕСКО, 52% од неписменото население на земјата живее во Јужна и Западна Азија, а 22% во Субсахарска Африка. Иако во Стариот Рим само 1 од 2% од популацијата умеела да чита и пишува, тоа не влијаело на развојот на империјата. Но големиот број неписмено население во денешни услови е огромен проблем. Најмногу неписмени има во Буркина Фасо, Јужен Судан, Авганистан и Нигерија, каде околу 80% од возрастното население е неписмено. Прашање број 4. Процесот на согорување е ендотермна хемиска реакција. Да или не? Точниот одговор е не. Согорувањето е хемиска реакција што речиси секогаш е екзотермна. Поточно, при незиното одвивање се ослободува топлина. Најдобар пример за ова е горење на дрвото, јагленот, нафтата и други органски материи, при чие согорување во присуство на кислород се ослободува топлинска енергија. Спротивно на ова, за одвивање на ендотермните хемиски реакции е неопходно да се обезбеди топлина од околината. Прашање број 5.
Исланд, Норвешка и Данска беа 3 од 12 земји членки основачи на НАТО алијансата. Да или не? Точниот одговор е да. Овие три држави беа меѓу 12 членки кои на 4 април 1949 во Брисел ја подпишаа повелбата на Северноатлантскиот договор, со што официјално се формираше оваа меѓународна безбедносна организација. Денес бројот на НАТО членките е зголемен на 28, со неколку држави кои ги очекуваат поканата и приемот, но другите две скандинавски држави, Шведска и Финска, не покажуваат никаков интерес за придружување. Прашање број 6. Расечениците од лист хартија болат подолго отколку оние предизвикани од остар метален или стаклен предмет. Да или не? Точниот одговор е да. Расечениците од лист хартија предизвикуваат изненадувачки остра и долготрајна болка, бидејќи тие стимулираат голем број рецептори за болка на површината на кожата, распоредени на многу мал простор. Со оглед на тоа дека овие расеченици воглавно не крварат, поради што не доаѓа до згручување на крвта за заштита на раната, рецепторите за болка се изложени на отворен воздух, што предизвикува континуирана болка. Прашање број 7. Алуминиумските конзерви за пиво и безалкохолни пијалаци се најрециклираниот материјал на светот. Да или не? Точниот одговор е не. Алуминиумските конзерви се најрециклираниот отпад од потрошените добра што ги користи човекот, но во индустријата таа количина е занемарлива. Најрециклиран материјал на светот е асфалтот. 99% од веќе вградениот се рециклира и повторно се користи за поправка на патиштата, улиците и тротоарите и за изградба на нови. Економистите пресметале дека на светско ниво заштедата од ова рециклирање е 22,3 милијарди долари. Прашање број 8. Пченката, компирот и кафето се извезени од Латинска Америка во остатокот од светот. Да или не? Точниот одговор е не. Точно е дека со откривањето на американскиот континент, остатокот од светот за прв пат ги запознал пченката и компирот, но кафето потекнува од стариот свет. Семките кафе за прв пат почнале да се одгледуваат, пржат и варат од Арабија, па оттука е името на непознатото кафе со името арабика. Но кафето отишло во обратен правец од компирот и пченката, па денес Јужна Америка поседува 50% од светското производство. Прашање број 9. Репрезентациите на повеќе од половина организатори на светските фудбалски првенства станале шампиони. Да или не? Точниот одговор е не. Од досега 19 одржани светски првенства во фудбал, само во 6 наврата домаќинот успел да стане шампион. И тоа во 1930 година Уругвај, 34-та Италија, 66 Англија, 74-та Германија, 78 Аргентина и 98 година Франција. Со оглед на тенденцијата на ФИФА, организатори на првенствата да бидат фудбалските аутсайдери, како Јапонија, Јужна Кореја и Јужна Афричката република, се очекува се помал број домаќини победници. Еве го и последното прашање. Најмирниот и најпросперитетен период во историјата на Римската империја бил наречен Пакс Романа. Да или не? Точниот одговор е да. Периодот започнал со доаѓањето на Октавијан на власт во 27-та година пред нашата ера и траел се до 180-та година од наша ера. Во тој период граѓаните на Рим биле безбедни, државата го одржувала законот, редот и стабилноста, доживувајќи го својот економски процут. За времето на Пакс Романата империјата го достигнала својот максимум по површина, а во неа живееле 70 милиони луѓе. Ја одигравме првата игра и ги имаме стартните поени на Никола и на Радица. И двајцата добро одговара во првата игра, со тоа што Никола сепак е во водство и има 10 освоени поени, само 2 поени помалку од него има неговата противничка Радица. Ова е убав старт, очекувам до крајот на вистина добра игра и вистински надпревар на знаење помеѓу Никола и Радица.